Македонија се измори од тапкање по рамо, повторно празни зборови дека проширувањето ќе биде главен приоритет на Европската Унија. Декларативно сите се за проширување, а тоа го слушаме на секој 6 месеци, но начинот на одлучување во Брисел не дозволува реално да се прошири Унијата. Државава со години е жртва на нерационалните бугарски уцени и условувања. Ветото од Софија ни го блокира патот кон ЕУ, а во моментов не се гледа начин како би била крената оваа рампа. Поранешниот амбасадор и универзитетски професор Васко Наумовски за Алфа вели дека Данска како председавач со Унијата ќе се заложи за процесот на проширување, но сепак Македонија ќе остане жртва на билатералниот спор со источниот сосед. Знаеме дека начинот на одлучување во Европската Унија, односно во Советот на Унијата е со консензус, што значи дека колку и да се труди определена држава која што председава со Европската Унија за време на незиниот мандат со председавањето, за време на тие 6 месеци да направи некаков чекор напред, доколку не постои консензус, не можеме да очекуваме некаква позитивна одлука. Данска е една од така наречените стари држави членки на Европската Унија, која што беше поддржувач на проширувањето со државите од Централна и Источна Европа. Според Наумовски треба да се очекува европските држави да направат одреден притисок кон Бугарија, односно да се обидат да ја натераат Софија да покаже дека е застапник на европските вредности. Бугарија во изминатите неколку недели доби една добра вест, а тоа е влезот во еврозоната. Минатата година тие ја добија веста за влезот во Шенген зоната, така што сметам дека како држава членка која што сега е дел од тие два концепти би требало да покаже дека е застапник на заедничките европски вредности. Секоја држава членка на Европската Унија во суштина го поддржува процесот на проширување. Проширувањето на ЕУ ќе биде еден од главните приоритети на данското председавање со Европската Унија, порача амбасадорката на Данска во Македонија Перниле Дейлер Кардел. Македонија треба да го исполни она што е задача, а ЕУ треба да помогне, порача амбасадорката на собраниската седница на Националниот совет за евроинтеграција и за европски прашања.